Со почетокот на новата година, клиентите се отворени со празни евиденции. Добро е во тој момент администраторот да направи годишен пренос. Барем привремен, ако ќе завршат книжињата, да направи и конечен пренос. Како се прави? За секој клиент посебно поставености, годишен пренос и посебно се прави за финансии, материјално и за останати финансии. Треба да е селектиран, може промени. Дозволи пренос за мината година е специјален случај кога се треба да се прави за, ако сме сега 2017, ако треба 2016 од 2015. Значи, тогаш е можно со дозволи пренос. Без ова би могло да се направи грешка. Се враќаме и за преносите за финансии. Прва работа ќе правиме, ќе кликнеме тест. Проверува дали ни е во ред финансови, дали ни се слагат финансиите и дали имаме четвртки седмици и дали има прв налог. Финансите не ни се слагат бидејќи ова е тест. Сега, ако кликнеме изврши го преносот, ќе се изврши преносот. Пред да кликнеме, да кажеме дека може да се пренесат само салда, значи за, например, 120 некоја фирма, независно од колку отворени фактури е, ќе се префали само една ставка, на кумулативно. Ако ова го селектираме, ако не го селектираме ова, ќе се префали преносот како отворени ставки по фактури. Вака е подобро. Четворките и седмиците можно е да се на нула, меѓутоа измеѓу себе, ако се некои поврзани со фирми, да не се на нула. И добро, веројатно, секако ствари не треба да се пренесат 4 и 7. Сега ќе кликнеме изврши го преносот. Брзо е. И во финансии може да видиме што не е пренесено. Еве го пред малку формираниот налог. И еве за секоја фирма, еве за фирма измислена фонд за пензиско и инвалидско, е по отворени фактури. Значи не е само една ставка, туку е за повеќе. Ако сакаме само по салдо, значи не да имаме неколку ставки за еве за 220, значи сега моментално за емоци имаме две ставки, од 500 и од 600 денари. Ако одиме во годишен пренос, тест, можеме да го избришеме и да му кажеме на програмот само салдо. Пак тест, изврши го преносот, готово. Сега за емоц е вкупно 1100, овие беа 500 и 600 денари. Ако имаме девизи, се префрлуват посебно по девизи кумулативите. Материјалниот пренос ја имаме листата од магазини. Ако кликнеме тест, ни се дава листа на лагерите, на залихите, колку е во моментот во ланската состојба. Треба да означиме за кои магазини сакаме да се пренесува, ако е за сите вака означуваме, или сакаме само за некој. Пред да пуштиме пренос, може да кликнеме на прашалникот, информативно, да ни каже колку, односно тест, кои ни се вредностите, кои вредности би се пренели. И сега, ако кликнеме освежи, тест и изврши го преносот, ќе се пренесе состојба која е различна од ланската, меѓутоа зошто се пренесува поголема вредност? Затоа што во овие 16.619 веројатно има и негативни ставки, а овие негативни ставки не се пренесуваат во новата година, бидејќи количината се пренесува само ставки што со количина 0. Уште при првиот тест ни вели ќе ни се пренесат 23.619.
Тоа е затоа што имаме негативни ставки, а позитивните прават поголема вредност. Останатите финансии ни се во биласна евиденција и тие треба да се пренесат со тест и изврши го преносот.